Здраво, Марио. Здраво. Што така оттешко? Мака да немаш него? Ами како сите женски, така и јас. Кажи, може да ти помогне. Гледам со моите за Грција неколку дена и не знам што да носам, а најлошото е што не ме собира во куферите. Па ти имаш среќа, јас сум експерт за тоа. Само кажи ми дали од прилика знаеш што ќе носиш таму. Прилика знам. Па тоа ги лесно. Значи облека во куферите, читури само таа што си сигурна дека ќе носиш, за да не ти случи нешто да земиш по поз да не го облечиш. Тоа малце потешко ќе оде, ама држи вода предлого, ти ветувам дека ќе пробам. Добро. Козметика не земе многу, земи некои мали пакувања за сигурна дека ќе ги искористиш кога ќе излезеш негде, ако одиш. Тоа е лесно, знаеш дека не сум некој зависник од козметика. Добро, чевли не земе многу, земи еден пар елегантни чевли, еден пар патики, еден пар маринки или влечки и тоа е се. И тоа треба да е лесно, само да одберам кои ќе ги носам. За лекови не ти треба, само за секој случај земи си апчиња против помрачења, против главоболка и нешто слично. И оба може да се среди. Уште има ли? Па може да се земиш и мала ташна. Зошто ми е пак тоа? Ама си типа, ти ставиш пасош, документи, мајчка за да ти се најде по пат, нешто такво. Само тоа ли? Ма не, може да се ставиш и iPod, очела за сонце, фотоапарат или камера, спреј против комарци, Hansaplast. Ау, како ти текнуват вакви работи? Јас 5 дена ќе се мислам што да носам, а ти за 5 минути ме среди. Ма дај, што да не знаеш ти. Вистинска другарица да ти кажам, а една тајна треба да ти откријам. Тајна? Добро да не е баш тајна. Од Грција сега за вие совети ќе ти купиме до парфемче ти се служна. Ма дај. Ај сега дојм у палмата мана да ти почастам нешто. Јас сакам сладолед, ако сакаш, ајде. Бива да? Ајде.